Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. За денес имаме интересна тема, а то е одлучив да бидам христијанин. Колку е величествено да бидеш христијанин. Многу е важно да знаеш и зошто си христијанин и колку е убаво да се изјаснуваш како таков. Многу модерни христијани во денешново време се срамат да се изјаснат дека ја читаат Библијата, а се декларираат дека се христијани. Кога ја проучуваат Библијата, тоа го прават можеби некако скришно. Зошто? За да не бидат откриени дека се занимаваат со религиозни прашања, да не бидат исмејувани, да немаат проблеми на работното место и многу други причини. Христијанството е големо учење кое дава надеж, не само за овој свет, да ти биде убаво, туку и за идниот, за вечниот. Името христијанин ние го наследивме уште за време на првите антиохијски верници, кога за прв пат таму ги нарекле со тоа име христијани. Знаеме добро дека основачот на христијанството е Господ Исус Христос. Тој дојде од небото и ги исполни сите пророштва кои упатуваа дека тој ќе умре за гревовите на целиот свет и ќе го откупи човештвото од гревот и со тоа ќе му овозможи вечно царство преку неговата посредничка улога. Би рекол првосвештеничка улога. Здравиот разум ни зборува дека Исус не го измислија некои занесени рибари во тоа време. Исус го потврди своето небесно потекло со тоа што правеше и правел големи чуда, воскреснуваше мртви, лекуваше секакви болести кај народот, ги хранеше гладните со малку леп и малку риби, живееше безгрешен живот и на крајот умре со најстрашна смрт како праведник. Сите кои биле скептични ги увери со тоа што е победи смртта и лично им се покажа дека е жив. Христијанската наука е длабока наука, затоа бара и длабок пристап. Површниот пристап може да биде непријатен за тебе, бидејќи ќе мислиш дека христијанството е некое старо движење, кое сме го наследиле и сега тешко можеме да се ослободиме од него. Како што некој вика, тоа се завиткало во религиозно платно на римокатолици, на православни, на протестанти и го доживуваме на начин како што некој ни го прикажува во својата форма и религиозност. Но треба да внимаваме дека тоа е многу повеќе од самата гледка на денешнината. Тоа е основано во раниот период на римското владење и тоа во тврдокорниот јудеистички фанатизам, во услови во кој доминираше една фанатичка религија и многубожички систем, Рим, под капата на Римската империја. Исус Христос на почетокот имаше повеќе ученици. Некои од нив го напуштија со оправдание дека тешко ги разбираат неговите поуки, неговите беседи. Но Исус на оние кои останаа им рече: ако сакате и вие одете си. Петар, како и секојаш, на тоа му рече вака: Господи, каде да одиме? Само ти имаш зборови на вечен живот или за вечен живот. Ние поверувавме и знаеме дека ти си Христос, син на живиот Бог, помазаник Божи. Тоа е запишено во Евангелието според Јован, 6 глава, 68 и 69 стих. Затоа ќе почнеме точка по точка. Прво, христијанството има сигурни темели. Кои се тие? Прво, сигурноста на Библијата, на оваа Библија. Библијата е пишувана од околу 40 писатели и во период од околу 1600 години. Само Стариот Завет е пишуван 1500 години, а Новиот Завет 100 години. И тоа во различни места, на различни места, од различни писатели. Ги има надминато сите филозофии и светски движења, кои во текот на историјата се обидуваа да ја прогласат за застарена и непотребна, да ја стават Библијата во некоја антикварница и таму да стои како стара книга. Но не е така. Библијата започнува со многу силни зборови. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. А завршува со овие зборови: Дојди Господе Исусе,
Амин. Тоа не укажува дека Библијата има почеток и крај. Таа не е човечка измислица, туку авторот на Библијата е Бог. Сите писатели кои што ја пишувале, пророците, царевите, судиите, биле водени од Светиот Дух. Археологијата ги потврдува и низините записи. Например, свитоците што беа пронајдени во близина на Мртвото море, ги потврдија точните извештаи на она што го читаме денес во библиските текстови. Таа не е пишувана на запад или на исток, туку на Средниот исток, таму каде што биле некогашните големи цивилизации. Библијата и денес ги предупредува народите да ја земаат в раце без предрасуди и да не ја потценуваат незината содржина. Зашто ниедна точка или цртичка од законот нема да пропадне од она што е запишано во Библијата. Таа ги потврдува сите настани. Како второ, христијанството го објаснува животот. Сите религии во светот се обидуваат да го објаснат животот и да го одредат значењето на нашето постоење. Тие се обидуваат да ги објаснат човековите копнежи, проблемот со страдањето и излезот од самата смрт. Некои религии ги прогласија дури звездите како главни контролори на нивниот живот. Например, денешниот хороскоп е една од најголемите заблуди во христијанскиот свет. Во Македонија мнозина се изјаснуваат дека се христијани, а не можат без секојдневен хороскоп. Во сите весници, медиуми, хороскопот е вметнат како алтернатива, да не речам и апсолутизам, да, апсолутизам. Тоа е страшна и ужасно нешто да се занимаваат луѓето со такви египетски зла, осудени од Светиот Бог. Хороскопот ги наведува луѓето да размислуваат дека звездите ја одредуваат нивната судбина. Всушност, религиите шпекулираат и филозофираат за животот и не даваат правец и сигурност по смртта. Ниту пак можат да ги изградат вистинските морално-етички вредности. Но, христијанството, односно Бог, не само што го осмислува животот, туку ја дава и вредноста на најситните нешта што постојат и што се создадени од Бог. Да знаеме од каде сме, зошто живееме и каде ќе одиме. Библијата дури се занимава и со тоа. Птиците не паѓаат на земјата без волјата на небесниот татко. Тоа укажува на неговата совршена грижа кон созданијата. Значи, христијанството не е оставено само на себе да се грижи и да постои. Главен темелник е Бог, тој се грижи за секој поединец, за мене, за тебе, за сите луѓе, доколку го повикуваат преку името на Исус. Христос ги објави или го објави невидливиот Бог и преку него ја дознаваме нашата вредност како луѓе и Божјата грижа за неговите созданија. Исус Христос ја имаше можноста да го прикаже Бог во тело и да се објави ни помалку, ни повеќе, туку еднаков на Бог. Всушност, Исус е Бог. Тој е нашиот живот преку кого живееме. Исус на Филип му рече: Филипе, кој ме видел мене, го видел мојот татко. Како трето, христијанството не е измислено во првиот век, туку има своја поврзаност и пред нашата ера. Што значи пак сега тоа? Тоа значи следново. Тоа е поврзано со сите старозаветни историски личности кои се спомнуваат не само од библиска гледна точка, туку и историска. Тие што веруваат во Христос го прифаќаат истиот Создател и Господ кога го прославуваа Адам, Авраам, Јаков, Давид, Соломон, пророкот Исаија, сите други пророци, се до Малахија. Исус не ја отфрли старозаветната историја, туку рече: Мојсей пишуваше за мене. Додека живееше на земјата, ја нагласуваше важноста дека потекнуваме од Бог и дека сме сите Негова творба и дека тој е Божји помазаник. А кога умре на денот на Пасхата, всушност умре како Божјо јагне, како јагне кое требаше да биде жртвувано.
Континуитетот меѓу Стариот и Новиот Завет е доказ дека христијанството не е нешто што на некој им текнало да создадат ново движење, или пак го измислиле, како што реков, рибарите, со голема енергија и го прошириле во тогашниот римски свет, кои не можеа јудејците да го прифатат како такво и да му се починат, па затоа се обидоа и успеа да создадат ново движење. Не е така. Туку, тоа е исполнување на онаа што однапред се најавуваше од Адам до Исус, па се до денешен ден. Христијанството има своја линија од Адам па се до тебе, ако го прифатиш такво какво што е запишено во Библијата. Потоа имаме и христијанско тврдење. Што значи пак тоа? Првите христијани не беа прогонувани заради некои политички или верски неосугласени системи, ниту пак заради некои морално обштествени цели. Тие не беа некои големи теолози кои се расправаа со фарисеите како други големи теолози, туку тие беа сведоци на она што го видоа и што го слушнаа од нивниот и нашиот Господ. Тие беа сведоци на воскреснатиот и живиот Исус по неговата смрт. Луѓето немаа избор околу ова прашање, или требаше да веруваат дека тоа е вистина, или да ги прогласат за измамници. Мнозина од фарисеите, од јудејците, ги прогласија учениците дека се измамници, а тие зборуваа за фактот дека Исус воскресна од мртвите. Немаа можност да шпекулираат пред фактите. Исус е темелот на христијанството. Како петто, христијанството, поточно Христос, Исус Христос, ги менува луѓето од корен, темелно. Што значи тоа? Промената не беше воочлива само кај оние што го следеа за тие 3,5 години додека ги поучуваше. Туку промената се случуваше и кај непријателите на христијанството. Да го земеме за пример Савле или Павле. Тој беше пред тоа Савле. Апостол Павле беше противник и ги фрлаше во затвор сите следбеници на христијанството. Но кога одеше за Дамаск, Исус лично му се објави со голема светлина и слушна глас, и се јави и го промени неговиот живот. Павле, кога почна да го шири меѓу оние кои го испраќаа да им наштетува на христијаните, беше отфрлен и сакаа веднаш да го убијат. Се поставува прашање, зошто Павле не се уплаши од смртта? Зошто тврдеше дека Исус е жив? Затоа што го слушна неговиот глас и знаеше дека тој е жив, како што тврдеа другите христијани пред него. Павле не се откаже и него смени своето мислење се до смртта, зашто знаеше дека Исус е на небото и управува со сите луѓе и дека тој е судија и на живите и на мртвите. И во денешно време Исус ги менува животите на луѓето. Замислете на колку пропаднати луѓе, алкохоличари, отпадници, глупави луѓе, арамии, криминалци, религиозни луѓе без вистинско познавање на Бог, им го промени животот и ја пронашле вистинската среќа во Исус. Некои ортодоксни христијани го убедуваат народот дека само преку мајката црква ќе се спасат луѓето. Тоа е голема измама. Тоа е голема демагогија. Промената на животот зависи само од Исус, а не од мајката црква. Црквата е последица, а не сама срж на спасение или на промена. Исус Христос го менува и најлошиот човек на оваа земја. Затоа не дозволувајте да размислувате или односно демагошки да размислувате или пак други да мислат за вас. Туку размислувајте, анализирајте, испитувајте го вистинското христијанство, кое ни го остави во наследство Исус. Во што е проблемот тогаш кога луѓето го избегнуваат христијанството или не сакаат да живеат според христијанските вредности? Проблемот е во човечките срца, не во Бог. Живееме во време на големи технички изуми и информатика. Колку големи напори се вложуваат за да се олесни животот преку техниката за комуникација и така натаму. Се ова е добро, но не ги менува човечките срца. Како што некој во 19. век рекол,
Векот што доаѓа ќе биде исполнет со секакви удобства, но животот ќе им боледува од празнина на нивните срца. Со технологијата која се злоупотребува за жал, се уништува и карактерот кај младата генерација. Потоа тешко може некој да им помогне да се вратат на вистинскиот пат. Нема вистинска комуникација и здрави семејни соодноси. Човечките срца се исполнети со секакви зла кои го одразуваат начинот на нашето секојдневие. Во развиените земји многу нешта се нарушени, почнувајќи од моралот. Се уште има расни предрасуди, зависност од дрога, насилства во семејствата и општо, развод, болести кои се производ на неморалното однесување. Сите овие проблеми се проблеми на срцето. Зашто Исус вели дека од човечкото срце излегуваат зли помисли, убиства, прелюба, блудство, крадење, лажни сведоштва, навреди од секаков вид и што уште не. Тоа е запишано во Матеј 15 глава. Иако човекот ги достигна големите изуми, тој сепак заостана по прашањето на моралот и добрината и етиката. Војните и понатаму се приоритетни. Се создаваат воспитни центри за создавање на успешни и ненасилни деца. Меѓутоа и со тоа не се реши проблемот во општествата. Како никогаш порано, младата генерација е крајно нескротлива. Во нив владее себичен и агресивен дух кој е арогантен и насочен кон другите. Недостатокот на љубов во човечките срца е првиот чекор за сите зла и појави во општествата. Ако сакаш да знаеш дали некој е среќен, прашај го дали има љубов во неговото срце. Човекот без љубов се измачува во себе и се препелка како риба на песок. И како седмо, христијанството, поточно Христос, им нуди спасение на сите народи без разлика. Тој ги сака сите, зашто стихот во Јован 3:16 гласи вака: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него, да не загине, туку да има живот вечен. Другите светски религии и нивните водачи се само сенка и се неиздржливи пред христијанството. Водачите останаа во гробовите и се распаднаа. Ниту една религија не дава вечен живот врз основа на победа над смртта. Туку сите се со некоја надеж дека нешто ќе се случи што и самите не знаат што би се случило. Тоа произлегува од копнежот што е всаден во човековото битие за вечноста, но немаат јасна представа за иднината. Христијанството и тој проблем го разреши. Нашето спасение не зависи од нашите добри дела, обреди, церемонии и било што друго, туку од она што е направено од страна на Исус Христос на Голгота. Христос не бара заслуги од наша страна, туку да го следиме со вера, без да се сомневаме во неговите изјави. Ако некој сака да ја извршува Божјата волја, ќе знае дали е ова учење од Бог или е измислица. Христијанството за овие 2000 години се потврди како многу веродостојно и сигурно. Во денешно време некои медиуми и научни институции се обидуваат да го сосечат од корен и да не му остават траги, се борат против христијанството. Тоа го прават со слободното размислување и либералните сваќања, но тоа е доказ, пошто можеме да сме сигурни дека сме сепак на добриот и совршениот пат. Борбата продолжува, а и победата е загарантирана. Вратите на пеколот нема да ја победа црквата, која е поставена да свети, како светилка во темно место. Христијаните и денес се обидуваат да ја потврдат вистината, која е длабоко во нивните срца, но наидуваат на отпор, што потврдува дека и на тој начин ги исполнуваат пророчките зборови. Ќе дојде време, вели апостол Павле, кога луѓето нема да го трпат здравото учење, туку водени и предадени на своите расипани желби, ќе си насоберат учители кои ќе им ги скокоткаат ушите и ќе се одвртат од вистината и ќе се свртат кон бесмислените бајки, кон приказки кои не вредат ништо. Тоа е нашата реалност и нашето секојдневие.
Христијанството ја даде слободата во духот, на духот и мислата. Да не беше тоа, светот ќе изгледаше сосема поинаков, со крајно деструктивни и примитивни основи. А кој знае, можеби и пред време ќе не немаше. Но се уште има можност секој да се покае, да поверува во Исус, зашто праведникот ќе живее преку вера. И на тој начин да се врати кај Бог, да ги застапува неговите вредности, Божите вредности, кои се вечни, спасителни. Исус умре за тебе и за мене, за целото човештво. Го бара тоа што е изгубено. Дојди кај Исус таков каков што си, и Бог ќе те спаси. Амин.